Добар ден, драги ученици. Добродојавте најпрво во 8 одделение на предметот Историја. Ова ќе биде првата лекција од првата тема во вашиот учебник Индустријскиот подем на Европа. Јас сум Слободан Трајковски, наставник по историја во Основното училиште Круме Кеписки од Кисела Вода, Скопје. Повторно еден вовед ќе направиме така, сакам да ве потсетам дека по предметот Историја за 8 одделение ќе ви треба учебникот по историја, ќе ви треба една тетрадка независно тесни или широки линии или без линии, каде што ќе ги запишувате планчињата и ќе ги запишувате домашните задачи кои што ќе ви бидат задавани на секој час. И секоја година, секојаш советувам да се купи историски атлас кој што ќе ви помогне да се ги проширувате и утврдувате знаењата кои што ќе ги стекнуваме на часот по историја. Веќе сме во новиот век. Во 7 одделение го изучувавте стариот век, средниот век, а сега веќе се наоѓаме во новиот век, кој што ќе донесе во светот нови пронајдоци, нов поглед на светот, едноставно нов начин на живот. Тоа е и целта на оваа лекција, да ни го опише почетокот на новиот век и кој беше поводот за да се сменат сите овие работи во начинот на живење на луѓето и да дојде индустријскиот подем во Европа, кој што подоцна ќе се пренесе низ целиот свет. Затоа запишете си ја првата точка, економскиот развој. Тоа се однесува на економскиот развој на Европа. Европа се уште беше континент кој што се наоѓа на самиот преод помеѓу средниот и новиот век, но буржоаската револуција, која што го означува таа граница помеѓу средниот и новиот век, веќе ќе донесе новитети во начинот на размислување, начинот на работа во Европа и ќе го донесе едноставно економскиот развој, кој што се уште во овој период се базираше, економијата се уште се базираше на сточарството и земјоделието, но и во овие две гранки ќе има одреден напредок, кој што со текот на времето всушност ќе донесе таа аграрна, односно земјоделска реформа, која што ќе придонесе за окрупнување на ситните поседи на земјопоседниците и ќе донесе до поголем развој на самото земјоделие и сточарство. Овој процес бил најмногу истакнат во силните земјоделски земји во тој период, Англија, Холандија и САД. Ова појава на развој на земјоделството и сточарството и аграрната реформа, поттикнати од претходниот најзначајниот настан, односно Француската револуција, ќе не однесат на следната точка, односно новите технички пронајдоци. Запишете се новата точка, новите технички пронајдоци. Сега кажаме дека земјоделието и сточарството секако се развива, овдека се уште сме во 18-тиот, почеток на 19-тиот век, но паралелно со земјоделието и сточарството ќе се развива и индустријата, односно од ситното мануфактурно производство, односно рачно производство, полека се преминува на фабрички начин на производство, при што ќе се откријат многу нови машини кои што едноставно ќе олеснат работата на луѓето во фабриките. Односно, не само што ќе олеснат работата, подоцна ќе го забрзаат и транспортот. Ќе видиме сега како ќе дојде до сето тоа. Најзначајно е да знаете дека индустријската револуција, односно ова фабричко производство, настанало со пронајдокот на разбојот. Пронаоѓањето на разбојот ви е на страна 8, со текстот под сликата пишува текстилна машина, тоа е разбојот кој што ќе го забрза производството на текстилни производи општо во тогаш Велика Британија. Најзначајните
машини кои што биле произведени во овој период, ви се наведени во текстот, тоа се парната машина измислена од Джеймс Ват, паробродот од Роберт Фултон и парната локомотива на Џорџ Стивенсон. Ова ќе се случи во текот на 19. век, кога Англија едноставно доминира со светските пазари, со светските колонии и многу од тоа производство, од полупроизводство од тие колонии доаѓа во Англија, кое што се спрема како конечен производ, затоа Англија во овој период ќе биде наречена работилница на светот. Се може да размислите какви промени настануваат воопшто во Европа, каде што до вчерашните земјоделци и сточари сега треба да се преселат во градовите, каде што би работеле во фабриките со определено работно време, со да речеме во тоа време некакви сепак почовечки услови за работа, и одеднаш луѓето кои што живее во селата, селаните треба да се преселуваат во градовите и да почнат да се навикнуваат на тој градски начин на живот, односно да го сменат секојдневието од работа во полето или со својата стока, со работа во големите фабрички хали, кои што подоцна би го смениле, односно секако и местото на живење. За разлика од Западна Европа, Источна Европа се уште тешко оди со раскинувањето со феудалниот начин на управување на своите држави, и затоа оваа индустријска револуција малце поспоро ќе влезе во Источна Европа. Односно, да речеме, во Руското царство во тоа време или Отоманската империја. Пронајдокот на овие машини, основни машини, ќе биде вовед во откритие на некои посовршени, пософистицирани машини, односно тоа ќе биде моторот со внатрешно согорување, електромоторот, телеграфот, телефонот и така натака. И третата точка во нашата лекција ќе биде засилување на меѓународната трговија. Запишете си ја последната точка, засилување на меѓународната трговија. Сите овие машини, сите овие пронајдоци кои што ги спомнавме во текот на лекцијата, придонесуваат за засилување и забрзување на меѓународната трговија. Со пронајдокот на паробродот, со усовршувањето на транспортот, со парната локомотива, веќе транспортот станува побрз, односно работниците можат побрзо да стигнат на работа, стоката може побрзо да стигне до пазарите или до фабриките. И ова ќе придонесе за уште позабрзан развој на оваа индустријска револуција од 18. век се до почетокот на 20. век, кога всушност ќе бидат изградени и двата во тоа време многу значени канали, Суетскиот и Панамскиот канал, кои што значително ќе оскратат патот, односно да речеме од источниот до западниот брег на Соединетите Американски држави, тоа ќе биде Панамскиот канал, или изградбата на Суетскиот канал го забрзува за многу, го скратува патувањето од Европа, од Западна Европа до пазарите во Индија, Кина и понатаму во Австралија. Се во ова што го спомнавме на оваа лекција може да си го потврдите во првите страници од вашиот учебник, односно од 6-та до 8-та страница. За дома вие треба да се ја прочитате и да се научите оваа лекција, да си го потврдите тоа што го спомнавме на ова предавање, да ги одговорите прашањата на страна 8, размисли и одговори. Тука го завршуваме првиот час по предметот историја.